Што се исповедал Богдан Илиевски Бетмен кој отец Пимен, тој не откри повикувајќи се на заклетвата како свештеник. Од протестите на иницијативата за заедничка Македонија немало намера да се упадне во собранието, туку демократски да се оспори изборот на Талат Џафери за собраниски спикер. Вака рече отец Пимен во судот кој сведочеше по предлог на Богдан Илиевски, еден од организаторите на протестите. За Илиевски отец Пимен зборуваше дека се знаат со години, заедно учествувале на други протести. Отец Пимен е убеден дека Илиевски не би плаќан од ВМРО ДПМН како што сведочи обвинетите. Не верувам, ги знам сите четворица луѓе од врвот на тоа движење, така да зашто Богдан би бил различен од другите, врз Богдана се влие, врз другите да не може да се влие. Знам дека ниту врз еден не се влијаш. Додека течат судските процеси за собраниските инциденти, предлог законот за амнестија веќе е стокмен. Прашањето за тоа кој се опфаќа со амнестијата го изреволтира адвокатот Сачко Дуковски. Кој тоа се става? Кој тоа се става? Вие имате информација подобра од мене? Кој тоа се става, ве молам, за да ви одговорам на тоа прашање. Овие 3 дена слушнавме такви глупости од медиумите. Прво, најголемата глупост е командна одговорност, потоа изјави, шпекулации. Дајте да го видиме законот, па после ќе видиме. Немојте да шпекулирате без да знаете за што се работи. А што доколку законот го содржи тоа? А што доколку се сруши ова? Ама законот веќе е изготвен. Ама дали е стапен? Ама некој можеби го прочитал, ама можеби тој закон треба да се изгласа собрание. Ама можеби треба да се коментира тој закон, можеби од кога ќе се изгласа во собрание. Каде бил Чавков, во ВМРО или подалеку од ВМРО во време на крвавиот четврток? Ви одговорија сведоците, можете да им верувате или не? Мене ме ставија медиуми дека може да бидам опфатен или неопфатен. Меѓутоа истите медиуми кажаа и дека не сум бил организатор. Судскиот процес 27 април е речиси при крај, но кога ќе бидат завршените зборови за судењето ќе се знае, откако ќе завршат дополнителните докази што ги предложи обвинителството за организиран криминал. Токму обвинителката Ивана Трајчевска која ги достави доказите побара, а судската полиција ги избриша снимките од телевизиските камери во чии кадри ја имаше обвинителката, иако медиумите од Врховниот суд имаат дозвола за снимање, во која пишува дека судечкиот совет одлучува кои делови од главната расправа да се снима.